Не ги сакаме тешките времења, посебно не ги сакаме кога доаѓаат во моменти кога не ги очекуваме. А обично ние никогаш не очекуваме тешки времења. Секогаш ние очекуваме да имаме лесни времења, благословени. Зошто? Зашто веруваме дека заслужуваме благослови. Веруваме дека ние кои сме добри, а сите сме добри, секој за себе мисли дека е добар, веруваме дека сме посветени на Бог, живееме угодно на Бог, треба да имаме само напредок и само убави работи. И наеднаш доаѓаат бури, доаѓаат неволи и ние остануваме в чудо невидени. Ги гледаме како оние кои неодговорно се однесуваат со животот успеваат, а ние верните, добрите, праведните се соочуваме со лоши работи. Дури има ситуации кога правиш добро на некого, сакаш да му помогнеш, да се справи со животот, да излезе од неволите, а тој ти го свртува грбот и нас, добрите луѓе, ни прави лоши работи. И секогаш другите ни прават лоши работи, зашто ние никогаш не правиме лоши работи на другите. Се разбира, не е така, нели? Тешките времења доаѓаат, бидејќи тие се Божјата воля за нас, зашто не сме совршени. Ке видиме ние неколку работи. Во секој случај, апостол Петар ни кажува дека страдањата, испитанијата, искушенијата се Божјата воля. И кога доаѓаат прашања во тешките моменти, неразлични прашања, многу пати во тешкотиите, ке се запрашаме дури дали Бог е праведен, зошто се случуваат тие работи. Дури може да си кажеме дали воопшто постои Бог кога доаѓаат такви тешкотии. Апостол Петар вели, тешкотиите се Божјата воля за нас. Тешките лекции треба да ги научиме, зашто се Божјиот план за нас. И воопшто не е вистина учењето кој го шират некои дека ако сме посветени на Бог, ако сме се посветили на животот во верата, нема да имаме страдање. Има некои кои велат ако сме во центарот на Божјата воля, ќе бидеме поштедени од маките. А вистината и Библијата вели дека многу пати да се биде во центарот на Божјата воля значи да се биде во центарот на бурите. Зашто Бог има добра цел во сите тие тешкотии. И затоа овој текст кој го прочитавме веќе и кој ќе биде предмет на вечерашното разгледување и лекциите кои ќе ги извлечеме од него се многу важни, многу се валидни. Иако се тешки, иако се непријатни, се неопходни да ги знаеме за да можеме да ги пребродуваме онака како што текстот вели со радост таквите страдања, таквите тешкотии. Веќе, како што кажав, ги прочитавме стиховите и ако можеме со некаква мисла, една реченица, со идеја да го представиме овој текст, ака би гласало. Како христијани треба да очекуваме испитувања, тоест да не се чудиме кога доаѓаат. Овдека пишува испитувања, може да ставите збор искушенија, може да ставите збор страдања, како сакате, се исто. Значи, треба да ги очекуваме, да не се чудиме. Ако го доаѓаат, да се радуваме кога доаѓаат. Да се проверуваме себе се преку нив и да се доверуваме на Бог, знаејќи дека секое страдање е според неговата воля. Тоа се трите основни мисли кои понатаму ќе видиме апостол Петар некако ги објаснува подобро. Прво вели да не се чудиме. Треба да ги очекуваме. Тие се нормално треба да се случуваат. Возлюбени, не чудете се на огненото искушение што ни се праќа или што ви се праќа, за да ве испита како нешто необично да не се случува. Не се чудете како да е тоа нешто необично, вели апостол Петар. Се чудиме кога доаѓаат искушенија, кога доаѓаат испитања, кога доаѓаат страдања. Зошто се чудиме? Апостол Петар ги нарекува тие искушенија огнени. Што значи огнени? Се страшни. Дека се тешки. Огнени се искушенијата. Многу пати, ај ќе се помириме со фактот дека доаѓаат искушенија. И често пати
не чуди самиот факт што доаѓаат, туку фактот што тие се огнени. Зошто треба па чак да се толку тешки тие страдања? Не знаеме точно зашто мисли апостол Петар. Веројатно, тој се повикува на оние страдани с кои што поминува тој и црквата во Рим во тоа време. Ова послание пишено во времето на гонењата кои царот, тоест императорот Нерон, ги започнува против христијаните во Рим. Нерон бил познат како многу жесток човек, налудничав. Во Рим избил пожар кој погодил 2/3 од градот. Предпоставуваат, има предпоставки дека самиот Нерон го предизвикал пожарот, сакал да направи нов Рим. Така, диктаторите сегаш имаат идеи да уништат нешто старо и да создадат нешто ново. Но кога се јавил некој револт и кога се осетиле последиците од пожарот, и вината ја префрлил на христијаните, ги обвинил христијаните, знаејќи го лошото расположение кој луѓето во Рим го имаат кон христијаните. И така започнало гонењето кој било локално, не се проширило на целата империја, туку таму се појавило некои други места, главно било концентрирано на Рим. Тие гонења не биле систематски, не биле сеопшти, но биле жестоки. Добиле чудовишни размери, така да кажеме. Христијаните биле полевани со смола и живи палени во градините на Нерон, каде што си организирал забави со своите пријатели. Христијаните биле фрлени со така во арените, за лововите, за да прави забави за луѓето и така да ги придобие за неговото управување. Сега, апостол Петар ова послание го пишува до црквите во Мала Азија. И во тој момент гонењата од Рим не стигнале се уште дотаму. Но, имајќи го предвид тие гонења кои Нерон ги започнал во Рим од чии гонења и тој самиот е жртва, Петар и Павле се убиени за време на тие гонења во Рим од Нерон, тој очекува тие гонења да се расшират низ целата империја. Ако се случиле во Рим, значи ќе се случат насекаде. И навистина во наредните 2 века, и малку повеќе од 2 века, најтешките страдања, најжестоките гонења биле точно во тој дел на империјата, во Мала Азија. И тоа е разбирливо, зашто таму имало најмногу христијани и таму црквите биле најздрави. Процентуално, во источниот дел на империјата, во Мала Азија и Северна Африка, бројот на христијани бил 3 пати повеќе отколку во западниот дел, во Рим и северните делови, Британија, Галија и така натаму. И тоа било причината зашто гонењата биле најжестоки овдека. И најголемите маченици биле овдека, од овие простори, Мала Азија, Македонија и Сирија, Египет. И најдолго продолжиле. Дури откако Галерии, еден од императорите кој организирал најстрашни гонења во времето на Диоклецијан, кој бил главен император, а Галерий бил негов зет и управник на овој дел од империјата, и во еден момент, 311 година, ги прекинал гонењата, тие продолжиле понатаму се до конечно превземање на власт од Константин 321-2 година. Така да управниците кои останале овдека во овој дел, Галерии, Ликини, Максенти и така натаму, продолжиле со жестоките години, иако Константин прогласил право христијаните да ги практикуваат својата вера 313 година. Така да, ова што го пишува апостол Петар се исполнува. Навистина, христијаните кои што пишува ќе се соочат со огнени искушенија. И затоа вели, не чудете се, ќе дојдат огнените, тие се наближуваат кон вас. Другото нешто за кое се чудиме, нели рековме огненост, ајде да објаснимо уште за ова. Зошто се огнени? Зошто треба да бидат огнени? Малку понатаму во текстот апостол Петар вели, зашто време е да почне судот од Божиот дом. А ако почне најнапред од нас, тогаш каков ли ќе им биде крајот на оние кои не му се покоруваат на Божото евангелие? И кога праведникот одове се спасува, тогаш што ќе стане од безбожниците
и грешниците. Што сака да каже овде апостол Петар? Ние како Божи деца, оправдани во Христос, кои припаѓаме на Божјото царство и сме дел од Божјото семејство, искусуваме страшни страдања, искушенија. И вели апостол Петар, ако ние на земјата, како Божи деца, искусуваме такви искушенија, тогаш може ли да си предпоставиме какви ќе бидат страдањата на неправедните во пеколот? Бог дозволува и поради оваа причина ние да поминуваме низ тешките моменти, за да осетиме тешкотија и да почувствуваме тага и копнеш за спасение на оние кои ги завршат во пеколот, да бидат избавени од тие тешки страдања. И поминувајќи низ искушенијата овде на земјата, треба да се подсетиме, а какви ли се страдањата во пеколот. И тоа да не поттикне да работиме за спасението на другите. Ке видиме, ние ова има и друга смисла, малку понатаму. Искушенијата треба да не проверат дали го осознаваме ултимативниот аспект на страдањата во пеколот. И овде да се запрашаме кое е нашето конечно решение, да поминеме низ овие страдања, да останеме во верата, или пак да се откажеме, а па да завршиме во оние страшни страдања кои остануваат во целата вечност. Но ова е еден од аспектите. Страдањата треба да поттикнат во нас ревност за спасение на сите останати. Друго нешто кое гледам овде во текстот може да биде предмет на чудење или причина за чудење е самата цел на испитанијата. Вели дека тие огнени искушенија имаат за цел да не искушат, т.е. да не испитат. Зборот е исти. Искушението испитува, проверува. Тоа огнено искушение треба да провери нешто во нас. И ние пак ќе кажам, нели со тоа започнав, обично мислиме дека сме добри. И нема потреба од искушенија. Нема потреба зашто да бидеме испитувани. Сепак ние сме поверувале, сепак живееме посветен живот на Бог и зашто е биле испитувани. Ние сме добри луѓе. Нема потреба да бидеме искушувани. Искушенијата, т.е. испитанијата покажуваат сушност колку малку се познаваме самите себе. Ако направите анкета меѓу луѓето и поставите прашање секој за себе да каже дали е добар, верувате дека 99% луѓето ќе кажат дека се добри. Се гледаат себе си како добри. Дури злосторниците кои ќе ги прашат ќе кажат дека се добри. И сметаат дека злосторниците ги прават за добри намери, за добри цели. Секој смета дека е добар. Проблемот е што ние немаме правилно разбирање што значи да се биде добар. И ние немаме разбирање соодветно за сериозноста и длабочината на гревот во нас. А искушенијата и испитанијата точно тоа покажуваат. Покажуваат колку малку се познаваме. Ние имаме представа за луѓе дека се добри и велиме тие се добри луѓе и сигурно ќе отидат во рајот. За себе мислиме дека сме добри луѓе и заслужуваме само добро. Во испитанијата, во искушенијата се откриваат слабостите. Во искушенијата се гледа всушност колку сме слаби и немокни. И токму тоа е целта на искушенијата, да произведат добро во нас, да не усовршат. Видиме, и затоа треба да се радуваме малку понатаму, вели да се радуваме во искушенијата. Праќа испитање во која не усовршува. Испитанијата проверуваат, докажуваат, потврдуваат. И на крајот, од она што го читавме досега во посланието, гледаме зачуденост кај читателите поради фактот, поради тоа што тие испитања доаѓаат од нивните пријатели. Во 3 глава и во 2 глава видовме чудење зошто нивните најблиски, нивните соседи, нивните пријатели почнуваат да ги хулат и се свртуваат против нив. И луѓето се прашувале, се кажувале, зошто сето тоа? Па ние станавме подобри. Бевме неморални, сега станавме праведни. Бевме поклоници на камени богови, станавме следбеници на вистинскиот Бог. И сега ние сакаме да се случува доброто на другите. Ние сакаме и тие да искусат радост од спасението. И што се случува?
се свртуваат против нас. Зошто? И во 2 и 3 глава апостол Петар ги подсетува. Па и Христос сакаше само најдобро за луѓето. И пак го убија. Светот него сака Христос. Светот него сака Бог. Светот не сака праведноста. И затоа ќе ве гонат. Не чудете се што во вашите најдобри намери луѓето се свртуваат против вас. Оние што биле со вас во престапот, сега се свртуваат против вас. Затоа не чудете се, вели апостол Петар. Треба да очекувате, зашто огнените искушенија имаат Божја цел, тие се дел од Божиот план. Понатаму продолжува и вели, не само што не треба да се чудите, туку треба да се радувате на искушенијата. И сега лекцијата, тешката лекција, дека треба да очекуваме страдања, станува уште потешка. Не само што треба да истраиме, да ги трпиме, туку треба и да се радуваме. Едно е да трпиш, ај ке трпиме, лошо ке трпиме, но па и да се радуваш на лошото, и тука веќе лекцијата станува потешка. Радувајте се, вели апостол Петар. Може ли човек да се радува во тешкотии? Да, по-човечки не може. Очигледно, кога доаѓа радост од испитанието, од искушението, се случува нешто нечовечко, се случува нешто божествено. И на крајот на краишта ние не се радуваме на самата болка, не се радуваме на самото искушение, ние се радуваме на она што искушението го произведува, на оној бисер кој во болката се формира во нас. И ако видите во текстот, ако забележите, јас сум го подблекол, во 2 стиха само, неколку пати се употреба зборот радост или нешто што е слично на радост. Вели, радувајте се, зарадувајте се и развеселете се, блажени сте, се во контекстот на тие искушенија, на тие страдања. Ако учествувате во Христовите страдања, радувајте се. Како ќе се јави неговата слава, да се зарадувате. Ако ве оковруваат против името Христово, блажени сте. Не заради самото страдање, туку затоа што нешто се произведува на крајот. Апостол Павле во Римјаните 5 глава вели, се гордееме со маките, знаејќи дека од маката се раѓа трпението, од трпението пак искуство, а од искуството надеж. А Јаков на сличен начин вели, радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост, трпеливоста пак нека биде совршно дело, за да бидете совршни и целосни без никаков недостаток. Страдањето, искушението создава совршенство, совршен карактер. Ајде да видиме зошто треба да се радуваме. Рековме, 3 пати се повторува зборот радост или сличен на радост и секој пат поради некаква причина. Ако учествувате во страдањата Христови, тогаш радувајте се. Зборчето учествувајте е овдека важно. Тоа е збор превод на коинонија. Зборот коинонија значи да бидеш партнер со некого во нешто, да бидеш соработник, да даваш придонес кон нешто. Сега апостол Петар вели, радувајте се кога сте партнери во Христовите страдања, или соработувате, или придонесувате. Сега, тука не би требало да извадиме погрешен заклучок дека нашите страдања придонесуваат Христовата жртва да биде поефикасна, тоест Христовата жртва како дело за спасение на сите да биде поуспешно. Во никој случај. Христовата жртва е завршена, совршена и е доволна за спасение на секого. И кога вели апостол Петар дека ние во учествувањето во Христовите страдања треба да се радуваме, има во предвид еден подлабок духовен однос, едно подлабоко општење кој се гради за време на страдањата. Ние сме учесници во Христовите страдања, партнери во Христовите страдања. Што значи тоа? Кога си дел од нешто, кога ќе влезеш во нешто, можеш да го сватиш појасно и да изградиш подлабок однос со учесникот. Едно е да гледаш како копа некој, а друго е да земеш и ти со него да копаш. Тоаш ќе ја сватиш тежината, вистинската тежина на работата.
Никош нема да свати што значи тежина од некоја работа, ако самиот не влезеш во тоа. И која идејата овде на апостол Петар? Во страдањата ние стануваме соучесници, партнери во Христовите страдања. И појасно разбираме ни што Христос поминал за нашето спасение. Сушност, појасно сознаваме колку не разбираме ни што Христос поминал. Ако ние на земјата поминуваме ни страдања кои предизвикуваат болка, тогаш каква ли била болката на Исус Христос кој пострадал за спасението на сите нас? Во страдањата, во нас се гради љубовта и почета кон Исус Христос. Ако нашите страдања кои се сепак лесни и земни, се тешки, тогаш какви ли биле страдањата на Господ Исус Христос кој требаше да плати каза за гревовите на целото човештво? Тоа во нас предизвикува подлабоко општење со Исус Христос, подлабоко искуство со Него. Зато вели радувајте се, зашто во страдањата вие сте партнери на Христовите страдања. Можете да се задлабочите повеќе во односите со Бог. И уште една работа, не само што од една страна ние влегуваме подлабоки односи со Бог, со Христос, од друга страна, самиот Христос, гледаме на многу места во Библијата, влегува во некакви полични, поблиски односи со човекот. Тој се приближува на посебен начин во страдањата како партнер, гледајќи на нас како партнери, блиски партнери во едно дело. Сеќавате кога Седрах, Мисах и Авденаго беа фрлени во огнената печка. И таму Навуходоносор виде 4 силуети. И во едно од нив го препозна Синот Божи. Христос беше со нив, кога страдаа. Кога беше каменуван Стефан и кога умираше, пишува дека го гледаше Христос како стои од десно на престолот. И тоа е една од ретките сцени во кои што Христос е представен како стои. Обично, во сите сцени Христос седи од десно на престолот, но во оваа сцена Христос стои. Состојањето тој покажува активност. Тој не седи, стои, оддава почит, дава поддршка на Стефан. И верувам дека Стефан, кога гледал Христос, Синот Божи, како стои од десно на престолот, бил охрабрен. Со тој чин Христос сака да каже: и јас сум дел од тие страдања. И јас сум со тебе. Тој не седи и ужива на представа, туку стои. Апостол Петар во дела 9 глава го виде Христос, кога уште не беше верник, и потоа уште 2 пати му се јавува. На 2 места, кога беше во Ефес, тоест во Коринт, во 19 глава, и беше, не знаеше што да прави, дали да продолжи со евангелизирањето, и тогаш Христос пишува, му се јави. Лично Христос. И кога беше во затворот во Ерусалим, и кога беше во тешка состојба, пак Христос му се јави. И пише дека Христос му кажа што да прави. Во страдањата ние градиме подлабоки односи. Подобро ние го сваќаме Христос и тој гради еден подлабок однос. Понатаму и тоа е причина за радост. Радувајте се зашто страдањата некако водат кон поголема радост заради скорешното Христово доаѓање. Ние го очекуваме Христос. И можеме само да си предпоставуваме какво ќе биде неговото доаѓање. Можеме само да си предпоставуваме за славата од неговото доаѓање. Но некако овде апостол Петар ни говори за обезбедување на први места на тој настан преку страдањата. Нашите лесни сегашни страдања, вели апостол Павле во 2 Коринтијани 4 глава, предоставуваат за поголема тежина на славата. Или пак во Римјаните 8 глава вели дека овие сегашни лесни страдања не се ништо во споредба со славата што очекуваме. Во страдањата ние имаме утеха. Христос доаѓа, ќе открие неговата слава, а сето тоа пак ќе не донесе нас уште поголемо спокојство и поголема слава. Страдањата некако изработуваат слава во нашиот живот, која ќе се открие со Христовото доаѓање.
Страдањата водат кон подлабоки искуства со Светиот Дух. А ако ве окоруваат поради името Христово, блажени се зашто Духот на славата, Духот Божи почива на вас. Тоа значи на него хулат, а вие го прославувате. Ние го прославуваме Бог, зашто Духот на славата почива на специјален начин во страдањата. Тоа е контекстот. Тоа е идејата. Што значи да се прославува Бог? Минатиот пат говоревме за тоа. Божјата слава го означува Божјото величие, бескрено величие. И тоа величие треба да се види во нашиот живот. Ние во животот, во служењето, во поведението треба да го одразуваме Божјото величие. И одека вели апостол Петар, а па на посебен начин Божјото величие, Божјото бескрено величие се гледа во вашиот живот во страдањата. Тогаш на посебен начин Духот Господов, кој е Духот на славата, се открива во вашиот живот. Да се вратиме пак на Стефан, кога го каменуваа, кога го умираше и кога го гледаше Христос како стои од десно на престолот. Сите видео како неговото лице сјае на посебен начин. Сјаеше неговото лице. Сјаеше од Божјата слава. Божјата слава, Божјото величие најмногу се открива во моментите кога сведочиме за Бог, го славиме Бог, му благодариме на Бог, се покоруваме на Бог, а е тешко. И тогаш луѓето биват погодени, скршени. Најголемите растежи на црквата биле сегаш во мигови кога црквата поминувала низ тешкоти, кога била гоната, кога имало најголеми гонења, најголеми маки, низ најголеми маки кога поминувала црквата, тогаш имал најмногу растеж. Во оние периоди на оние императори кои организирале најжестоки гонења, кога доаѓал крајот на тие гонења, црквата бележала најголем растеж. И интересно дека има еден контраст. На почетокот, обичните луѓе, неверниците биле најголемите гонители на црквата. Империјата стояла настрана. Потоа во еден момент, обичните луѓе почнале да стануваат симпатизери на црквата. И империјата заплашена, уплашена од тие симпатии што обичните луѓе почнуваат да ги негуваат кон црквата, почнуваат да организираат гонења. Уплашени дека сите ќе станат христијани. Како почнале луѓето да го променуваат своето мисли од непријатели на христијаните, почнале да стануваат пријатели. И гледале како со радост, со песен на устата, оделе во устата на лавовите, славејќи го Господ. Тој однос на христијаните бил причината за многумина и големи верници, како Тертулијан, како Јустин, маченик, да станат христијани. Тие во нивните... Тертулијан го пишува тоа. Кој лажен верник или кој верник во лажен Бог, кој злосторник би умрел и би се откажал од овој живот ако Бог не е вистински. Во радоста која покажуваме, со радоста што ја покажуваме во страдањата, ние го прославуваме Бог и откриваме неговата слава на најасен начин. Сведочиме за Божјата благодат и милост најасно. И на крајот, христијаните треба во страдањата да се проверуваат самите себе. Вели апостол Петар, никој да не страда како убиец или крадец или злосторник, ниту пак како некој што се меша во туги работи. Кога доаѓаат страдања, ние ќе го прославиме Господ, ќе се радуваме вистински, ако знаеме дека неправедно страдаме. Ако страдаме затоа што сме криминалци, како ќе се прослави Бог? Зошто би се радувале што страдаме како криминалци? Би требало да тагуваме затоа што страдаме како неправедници. Ако има страдане затоа што ние сме виновни, треба да се покаеме. И да побараме од Господ сила да излеземе како чисти и праведни. И затоа, ако доаѓаат испитанијата, тоа во момент да се запрашаме, која е причината? Може би има нешто во нас кој ги предизвикува тие страдане. Некој јавен греф. Дали го прославуваме Бог во страдањето? Вели, но ако страда како христијанин, да не се срамува, туку да го прослава Бог за таквото учество. Овде дека е важен зборот христијанин, да страда како христијанин. Овој збор
се среќава само 3 пати во Новиот Завет и во целата Библија се разбира. Само 3 пати зборот христијанин. И во сите тие 3 случаеви овој збор го употребуваат неверници. Во овој случај овдека неверници ги гонат христијаните затоа што се христијани. Во 11 глава на делата на апостолите во Антиохија неверниците ги нарекоа учениците на Исус Христос христијани. И во 26 глава, 28 стих, Ирод Агрипа му вика на апостол Павле: да не сакаш да ме убедиш и јас да станам христијанин. Во првите векови, во првото време на црквата, во раните години, зборот христијани го употребувале не христијаните. Христијаните се нарекувале ученици или следбеници. И неверниците, бидејќи гледале на христијаните со лошо око, го употребувале тој збор со лоша конотација. Но овдека апостол Петар им вели: ако ве гонат заради тоа што, или ако страдате заради тоа што сте христијани, радувајте се, зашто тоа ќе ви донесе слава, зашто тоа ќе го прослави Господ, зашто тоа е чест за нас. Кога беа тепани апостолите Петар и Јован од членовите на Синедрионот во дела 4 глава, пишува дека тие си излегоа и си отидоа оттаму радосни, зашто беа удостоени да поднесат измачување за името на Господ Исус Христос. Се радува зашто тоа е чест да бидеш казнат за Исус Христос. И затоа кога доаѓаат страдањата, треба да се запрашуваме: а дали ја користам оваа можност да го прославам Христос и да се зарадувам заради тоа? И на крајот, дали осознаваме вечната перспектива на судот? И повторно овој стих што го прочитаме прегиска. Кога доаѓаат страдањата, кога доаѓаат искушенијата, имаме два избора. Едниот е да се довериме на Христос повеќе, да побараме сила, да излеземе посилни во верата од тие испитанија, или пак да се откажеме и да се вратиме назад во светот, да паднеме на тоа испитание, на тоа искушение. И овдека се проверува дали јасно и разбираме вечната перспектива на страдањата. Во ред, ако се откажеме од верата во страдањето и се вратиме во светот, осознаваме ли, веруваме ли дека на крајот во вечноста ќе не очекува неспоредливо потешко страдање? И искушенијата, испитанијата ја проверуваат нашата вера во тој поглед. Кој е нашиот избор? Да устоиме на овие страдања или пак да се откажеме, но пак да ги дочекаме уште потешките страдања во вечноста, неспоредливо потешките страдања во пеколот. Страдањата ја проверуваат нашата вера. Што да правиме? Ќе се вратиме таму во неправедниот свет, кој го очекува тешка казна, или пак ќе устоиме на тие искушенија и со поголема вера, духовно утврдени, ќе продолжиме да живееме со Господ Исус Христос и да го славиме. Моментите на искушенијата, на испитанијата се добра проверка за нашето разбирање и нашата вера за тие прашања. И последното нешто, христијаните треба да се доверуваат на Бог во страдањата. И така оние што страдаат според волјата на Бог, нека му ги предадат нему, како на верен Создател, душите своји, правејки добро. Два збора се важни, овдека клучни, вели да му ги предадат нему. Зборот што предадат, паратите ми, значи да се довери богатство, вредност на некого, во кого имаме доверба да тој ќе успее да го зачува. Значи зборот е малку така бизнес, економски, банкарски термин. Ние нашите пари, верувам дека сите имаме многу пари, и се чудиме на која банка да ги довериме, да ги оставиме. Значи тоа е идејата. Богатство кое го доверуваш на некого, зашто си сигурен дека таму е гарантирано, дека ќе остане зачувано. И вели апостол Петар, вашите души, а душата значи и живот, вашите животи во страдањата, во тешките моменти, доверете ги на Бог. Кој може друг да ги зачува? Ке се вратите во светот, светот мисли дека ќе ги зачува вашите животи? Ако Бог не ги зачува, кој друг може
да ги зачува, зашто сепак на крајот Бог е Создателот. Доверете ги вашите души на Создателот. И ова е единственото место во Новиот Завет каде што Бог јасно е ослован како Создател. Има многу текстови кои што се вели дека Бог е Создател. Како опис, како објаснување. Но овдека има директно именување на Бог како Создател. И ова е единственото место во Новиот Завет. И зошто апостол Петар го користи овој термин? Па кој може подобро да ги зачува вашите животи од самиот Создател на животите? Бог кој е создал целиот универзум, целата Вселена, тој може да го зачува вашиот живот, вашите души. И затоа кога доаѓаат искушенијата, предајте ги нему. Вашите страдања, вашето неспокојство, вашата сигурност, предајте се нему. Зашто само тој може да зачува. Никој не може да не зачува, само Бог. Не можеме да избегаме никаде да се спасиме сами. И затоа вели апостол Петар, предајте се нему. Тој ќе ги зачува вашите души. И што може да кажеме на крајот во заклучок? Ке сумираме. Страдањата на таков, на еден или друг начин ќе доаѓаат. Не треба да се чудиме, туку треба да ги дочекаме во радост. Зашто во страдањата ние градиме уникатно заедништво со Бог. Градиме уникатно општина со Бог. Ние со Него и Тој со нас. Во страдањата градиме уникатно општина со Светиот Дух, преку кој се прославува Бог во нас. Во страдањата можеме да дадеме најдобро сведоштво за Бог. Тешко се верува на оние на кои им е се добро. Кога сведочи некој на кого се му е добро, луѓето знаат да кажат, па нормално дека тој ќе кажува добри работи. Се му е добро, нема никакви маки. Но како што Петар бил во маки, како што Павле од затвор пишува, сведочи го слави Господ, и тогаш сведоштвото добива тежина. Страдањата се моменти во кои што можеме да се запрашаме дали е се во ред со нас, во нашето заедништво со Бог, да се испитаме. Страдањето е убав момент во кој што можеме да го прославиме Господ и во кој можеме вистински да се довериме на Бог. А секој страдање на крај произведува добро дело. Ако со радост ги дочекаме, ако со вера устоиме и ако го прославиме Господ на крајот, сигурно Бог ќе се прослави, сигурно ќе се утврди верата и сигурно со радост ќе обезбедиме предно место во моментот на Христовото доаѓање, кога Тој ќе се прослави и ние ќе се прославиме тогаш заедно со Него. И нека тие тешки лекции ни дадат полесни мигови во тешките времиња. Господ да не благослови сите.